Го повикувам сега последниот гостин, доктор Дејан Маролов, Правниот факултет на Штип, кој ќе земе збор. Повели. Добар ден од мене. Добар ден. Благодарност до иницијаторот на оваа трибина, доцент Страшко Стојановски. Благодарност до професорката Фросина, секојаш нови информации може да се слушнат од неа. Благодарност до представниците на политичките партии на македонските малцинства кај соседите и поддршка за вас. Лесно е да се зборува, лесно не е на нас да зборуваме тука од Центарот на Штип за заштита на македонските права во Грција, меѓутоа вистинската борба ја водите вие и живеете со тоа, дали во Грција, дали во Бугарија, дали во Албанија. Ќе се обидам да бидам краток во интерес на времето, за да имаме повеќе време за дебата, ако сакате, или ако сакате да завршиме со трибина, како сакате. Ќе се обидам да дадам некој краток приказ на основните правни акти кои ги дефинираат односите на Република Македонија со Бугарија и со Република Грција соодветно. Прво би започнал со односите помеѓу Република Македонија и Бугарија. Едно мало историско навраќање. Сите ја знаеме приказната како нели Македонија 500 години, 5 века била под турско робство, поточно отоманско робство. Истото го имаме нели и во Бугарија. Со тоа што и во двете држави, во двете земји постоеле повремени буни, востанија и така натаму. Разликата помеѓу Македонија и Бугарија е тоа што 1877 година Русија директно ја објавува војна на Османлиската империја, што како продукт, директен или индиректен, доаѓа до создавање на некоја автономна бугарска држава, која 1908 година ќе постане и целосно независна. За разлика од бугарската историја, македонската историја во 1908, нашето најголемо востание, нели, или денското востание, извинете, 1903, нашето најголемо востание не само што не добива поддршка од некоја европска или светска сила, туку не добива поддршка ни од Бугарија, во која сакале или не сакале, добар дел од нашите илинденци се крстеле во тоа време. За да ги анализираме македонско-бугарските односи, можеме да зборуваме само од 1990 година наваму, бидејќи претходно Република Македонија беше само дел од единка во таа федерација која што ја знаеме како Југославија. Меѓутоа, да го прескокнеме овој период, само за да цитираме една изјава од бугарскиот председател Петар Стојанов, дадена во 2002 година во однос на Македонија, каде што вели Македонија е најромантичниот дел од бугарската историја. Што сакаше да каже бугарскиот председател со ова и за која романтика всушност зборуваше? Знаеме на што мислеше, нели, дека македонците еве се уште неосвестени бугари, кои со тек на времето ќе се освестат и ќе бараат да се вратат кон својата мајка Бугарија или татковина или како сакате. Може би романтиката ја бара во Сан-Стефанска Бугарија. Оваа бугарска романтика кон Македонија ја вовлече Бугарија во двете балкански војни кои завршија трагично за Бугарија и бугарскиот народ. И оваа исто така романтика ја вовлече Бугарија во двете светски војни, повторно на двете погрешни страни, повторно како губитничка земја со огромни материјални и човечки загуби. После Втора светска војна се очекуваше веќе да Бугарија ја напушти оваа романтика кон Македонија и да се соочи со реалноста, бидејќи имаше формирано македонска држава во склоп на Југословенската федерација и тоа и се случи во периодот на Димитров. За прв пат беа признаени правата на македонците и македонците како такви во Бугарија и според тој попис, според податокот што јас го најдов, околу 200.000 македонци се изјасниле како македонци во Република Бугарија. Меѓутоа ова трае кратко, тоа е краток период, бидејќи македонско-бугарските односи беа колатерална штета на некоја повисока политика помеѓу Југославија и СССР. Нивното заладување на односите влијаеше директно врз македонско-бугарските односи, бидејќи Македонија и не беше независен фактор, беше дел од Југославија, која си имаше собствена политика и така натаму. Што значи дека после овој период Бугарија повторно се враќа на предвојните позиции во однос на македонското национално прашање, дека не постои, дека тоа е бугарско и така натаму. Во ваква констелација на односите се најде независна Република Македонија 90-91 и така натаму, каде што мораа да се градат сепак некои односи со својот прв сосед кој го имате на исток.
Оно што е за поздравување, што не смееме да го заборавиме, дека Бугарија беше првата земја која ја призна Република Македонија. Не чекаше никаква одлука од Европска заедница, не чекаше никој да и намигне од поголемите европски или светски сили, туку први истрчаа со процесот на признавање на Македонија, што секако е за поздравување. Меѓутоа, веднаш по ова признавање беше контраверзно затоа што следеа изјави дека и државата ја признаваме, меѓутоа не и народот и јазикот. И сега тука кај нас едни го поздравуваа ова признавање, други политичари велеа во стилот на па и не ни треба такво признавање, државата ја признаваат, народот и јазикот не. Гледано од меѓународно правен аспект, вие или признавате држава или не признавате држава. Нема тука признавање на народ, јазик и така натаму. Така да и не требаше можеби толку да се загледува на тоа што беше направено такво признавање. Сепак сметам дека е позитивно. 90-ти, не знам која година, не ја запишав точно, значи почетокот на 90-тите доаѓа на посета кај нас во Република Македонија бугарскиот министер за образование Тодоров. Значи ние имавме министер Тодоров, ама ова е бугарски министер Тодоров, значи не е нашиот. Доаѓа на посета во Македонија и знаете дека посетите на министрите се претежно од церемонијален карактер. Значи нема тука некои преговорите се водат претходно на пониско ниво, тие само ги потпишуваат договорите. Така се очекуваше да биде и овој пат со договор за соработка во сферата на образованието, меѓутоа бугарскиот министер Тодоров одби да го потпише договорот, што беше еден вид на инцидент, дипломатски скандал и така натаму. Што беше проблемот имено сега? Проблемот беше во она што подоцна ќе го наречеме прашање за јазикот. Имено потпишување, пракса е кога се потпишува меѓународен договор, на крајот на договорот редовно се оди реченицата дека договорот е потпишан во два оригинални примерока, два или повеќе, еден на јазикот на едната држава потписничка и другиот на јазикот на другата држава страна потписничка. Во конкретниот случај, оно што му сметаше на бугарскиот министер беше тоа што требаше да стои договорот е потпишан и на македонски јазик. Со тоа имаше проблем конкретно. Затоа и не беше потпишан договор. И што се случи? Се случи за замрзнување на македонско-бугарските односи на некој период, се до 1999 година, кога беше потпишана заедничката декларација со која се реши овој конкретен и специфичен проблем. Зошто ја спомнувам оваа декларација? Затоа што на со една техничка формулација се изврши решавање на историско-политички проблем. Како беше направено тоа? Тоа беше направено така што, еве сега ќе ви цитирам од спогодбата, која инако е потпишана 22 февруари 1999 година во Софија, вели потпишана во два оригинали, еден на официјалниот јазик, на официјалните јазици на двете земји. Бугарски јазик според Уставот на Република Бугарија и македонски јазик според Уставот на Република Македонија. Каде беше компромисот најден? Беше најден во тоа што со оваа спогодба Бугарија не се согласи, не одобри постоење на македонски јазик, туку само ја прифати реалноста дека постои една држава западна од неа која има собствен устав и според тој устав вели дека постои некој македонски јазик. Значи само ја прифати реалноста на постоење на устав и на држава која веќе ја признала. Како и да е, ова е прилично извореден начин на решавање на проблемите кои се специфични за Македонија. Замислете кога нешто слично би се направило со решавање на спорот со името на Грција, кога Грција би се согласила да речеме еве нека влезе ФИРОМ во Европска унија и НАТО, или Република Македонија според уставот на ФИРОМ, како и да е таа техничка формулација. Од тука критиките како е ова направено, јас ги сметам за неоправдани во конкретниот случај. Секако во оваа заедничка декларација има и еден куп други работи, како соработка во економијата, туризам, аплицирање за заедничко користење на европски пари и така натаму. Нешто од тоа функционира, нешто помалку, како и да е, сето тоа беше позитивно. Она што е проблематично во оваа декларација е една одредба каде што вели Република Македонија свечено потврдува дека ништо во нејзиниот устав не може и нема да може да биде интерпретирано како основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија со цел дефинирање на статусот и правата на луѓето кои не се граѓани на Република Македонија. Зошто ми е ова проблематично? Само по себе и не ми е проблематично, проблематично ми е затоа што тоа го кажа само, на тоа се обврза само Република Македонија. Немаше реципрочна обврска од Република Бугарија. Кои се сега тие лица
кои не се граѓани на Македонија, а за кои можеби Македонија би се грижела во Бугарија или би се грижела за нивниот статус и права. На индиректен начин Бугарија призна дека постои некое македонско малцинство кое не е признато во Република Бугарија. Како и да е, спогодбата позитивно беше позитивен чекор за двете држави, а меѓутоа се чини дека оваа декларација, дека времето е истечено од аспект дека таква е желбата од страна на Бугарија, кои неколку пати повторија дека бараат некоја нова спогодба, некој нов договор. Истото го слушнавме во оваа ситуација и нашиот председател Ѓорги Иванов предложи ова заедничка декларација да биде преточена во договор. Сега е само декларација, што е некој ниво нели пониско од договор, да прерасне во договор за добро соседство и дека за него е прифатлива оваа декларација таква како што е да биде сега меѓународен договор. И генерално тоа е прифатено од сите политички партии. Јас барем не сум слушнал некој кој е против ова. Во однос на Грција пак, повторно само на кратко би се вратил назад во историјата. Има тука историчари, можеби ќе ме коригираат, она информација што јас ја знам е дека заедничко мото и кај нашите револуционери македонци, кај грчките револуционери е слобода или смрт. Че со тоа мото настапувале во Отоманската империја. Да, добро. Слобода или смрт. Она што се случувало со Грција во отоманско време, се случувало и со Македонија. Разликата е тоа што кога Грција добива независност 1830 година, таа вест е пречекана со среќа низ целиот Балкан кој се уште бил под османлиска власт, вклучително и Македонија. Кога Македонија 120 години подоцна добива независност, прогласува независност, таа вест воопшто не е дочекана со среќа во Грција, туку тотално напротив. Прогласувањето на македонска независност нешто беше лоша вест за Грција, туку Грција веднаш излезе со тврдење дека нели не може да биде користено името Македонија, дека Македонија има претензии, територијални претензии кон Грција и така натаму. Као клучен крунски доказ за ова што го зборуваше Грција беше тоа што го спомна професорката, член 49 од македонскиот устав, кој вели дека републиката ќе се грижи за статусот и правата на оние луѓе кои припаѓаат на македонскиот народ во соседните држави. Ова беше као крунскиот доказ на Грција дека ете Македонија сега ќе се меша во внатрешните работи на Грција и така натаму. Кога е овој аргумент изнесен од страна на Грција, тоа е почеток на 90-тите, можеби сум бил прво второ деление. Не се сеќавам дали некој реагирал, не сум нашол во литературата да некој од наша страна реагирал да го изнесе фактот дека сличен член има уставот на Грција, член 108, каде што вели дека, сега не ви го цитирам, дека Грција ќе се грижи за статусот, правата на сите грци без разлика каде и да живеат. Че никој од наша страна не му текнал да реплицира, добро и вие имате таков член, не значи тоа дека вие имате претензии кон секаде каде што живеат грци. Да? Добро, јас не сум. Како македонска реакција на овие грчки тврдења, веднаш ние се фаќаме за уставот, нели? Има два амандмани, две промени на уставот. Амандман 1 со кој додатно е нели речено дека Македонија нема територијални претензии кон своите соседи, значи нагласено е ова, и амандман 2 според кој републиката нема да се меша во суверените права во внатрешните работи на другите држави. Че еден вид добра волја веднаш од Македонија е одговорено на овие грчки тврдења. Грција реагираше како што реагираше, значи грчки, типично грчки, игнорирајќи го комплетно ова, велики дека уставот повторно може да биде сменет еден ден и практично ги игнорираше овие два амандмани од македонска страна. За прв пат некој приближување на македонско-грчките односи имаме во 95-та година по силен американски притисок. Тоа е подпишувањето на времената спогодба. Значи со Бугарија имаме заедничка декларација, со Грција имаме времена спогодба, самото име ви кажува дека таа е била замислена како времена и дека после некое време би требало да биде заменета од конечна спогодба. Инаку е била предвидена да трае 7 години, кои секако се изминати, меѓутоа спогодбата се уште официјално важи, затоа што ниту една од страните не побарала да престане да важи.
Како беше подпишана спогодбата со Грција, кога Грција уопште не сакаше да стои името Република Македонија? Беше подпишана повторно со изнаоѓање некоја техничка формулација, прва и втора страна. Значи не е подпишана меѓу Република Македонија и Република Грција, туку е подпишана од првата и втората страна. Ние сме број 2, значи ние сме втората страна во конкретниот случај. Она што е позитивно од оваа спогодба е член 1 од истата, кој вели со кој Грција за прв пат признава во историјата постоење на македонска држава, макар што не ја нарекува македонска држава. Прв пат ја признава дека постои некоја држава северно од Грција, а тоа да не е Србија. Значи тоа е позитивен исчекор за Република Македонија од оваа спогодба. Член 2 пак ја гарантира заедничката граница како неповредлива, што секако беше позитивно за Грција, ама толку исто така и позитивно и за нас, ако се сетиме дека почетокот на прогласување на независност и периодот пред имаше дури и војни вежби на границата од грчка страна, се викаа Филипос или така нешто, не знам како беше точниот термин, што значи дека ова беше еден вид гаранција и за нас. Понатаму би прешол на член 5, каде што вика двете страни се обврзани да разговараат околу разликите со името. Че не преговараат, туку разговараат околу разликите со името, не за идентитетот, како што каже и професорката. Значи, ние сме врзани да разговараме со Грција околу разликите со името. Би прешол на член 6, еве повторна интересна работа, Македонија потврдува дека ништо во нејзиниот устав не смее да биде интерпретирано како претензии надвор од нејзините граници. Посебно не член 49 од македонскиот устав. Сега се постава прашањето како правници дали може билатерална спогодба да определува што може, како може да биде интерпретиран уставот и што не може да биде интерпретирано со уставот. Тоа е едно прашање кое се јавува како дилема. Како и да е, она што беше значено за нас оваа спогодба е нормализирањето на односите со Грција, односно Грција се обврза да не и го кочи македонскиот пат кон евроатлантското интегрирање и тоа беше така со години. Се до, знаеме сите, самитот во Букуреш 2008 година, каде што Грција јасно стави вето, пошто нели следеше наша тужба пред меѓународниот суд, која ја добивме, која не се ефектуира, така функционира меѓународно право и меѓународни односи. Веројатно, моје гледање повторно ќе треба да има некоја нова времена спогодба со Грција, барем за влез во НАТО, може би повторно нова времена спогодба за влез во Европска унија, не знам како ќе се решава тоа. Лицитирањето со името, со разните имиња кои се појавија, го сметам за неоправдано, не би лицитирал кои се можни имиња. Грција стои на ставот дека нели мора да има географска одредница пред името Македонија, само бидејќи имаме тука представници нели на македонските малцинства, замислете доколку ние како Република Македонија прифатиме промена на името, тире идентитетот, ако сме ние, например, горно македонци, што би биле нашите македонци во Јужна Македонија? Или дали ќе бидат тие северно македонци од Јужна Македонија? Тука би завршил во интерес на времето. Да, би завршил тука во интерес на времето. Фала.